субвенциите ќе бидат изгласани. Зошто го велам тоа? Затоа што на 28 декември на редовната 41 седница мнозинството не ги гласаше субвенциите, како што не ги гласаше ни на воредната, односно не почитувајќи го деловникот, дневниот ред за воредната седница на 17 беше видоизменет. Дневниот ред е видоизменет и денес, и ја користам оваа прилика да кажам дека тоа е недопустиво за Совет на град Скопје. Дневен ред од предлагач за вонредна седница не се менува. Значи, председателе, во овој случај вие го силувате деловникот. Затоа што мене се извинувам. Да, само да завршам. Дали се бара во вашето претставување со овој совет, дали имавте барање за вонредна седница со 15 точки? Ве молам, одговорете со да или не. Значи, дали може да се бара вонредна седница со 15 точки? Сега вака, дали во моето претседателствување сме имале вонредна седница со 15 точки или не, не е тема на разговор. Ако веќе директно ме прашувате, јас директно ќе ви одговорам. Вонредна седница се закажува од денес за денес или од денес за утре. Она што вие го правите е злоупотреба на итноста на вонредна седница. Ако веќе така барате. Меѓутоа, тоа не е точка на дневен ред. Сака само да кажам дека вие го прекршивте деловникот. Дневен ред за вонредна седница не се менува, за тоа се гласа оправданост. Дневниот ред. Тоа да му биде јасно. Дневниот ред го предлага председателот на совет. Дневниот ред го предлага предлагачот на воредната седница. И да завршиме тука, бидејќи не сте во право. Вие го прекршивте деловникот. И не се лутите кога доаѓаат инспекции и вршат увид во вашата работа. Значи, вие сте председател на сите советници. Дали сте член на ВМРО ДПМН или не, е друга работа. Воредна седница се закажува од денес за утре, а не за една недела. Кога сме веќе на точката, јас овде слушнав тези и во медиумите дека советниците не гласеле. Ве молам, кога веќе ќе се обраќате до јавноста, станува збор и за представниците од јавното предпријатие, да бидете по-конкретни. Треба да кажете дел од советниците. Затоа што дел од советниците субвенциите ги гласа и на 28 декември. Дел од советниците беа спремни да ги гласаат и на 17, а не да ја напуштат седницата и да дзиркаат и од лево и од десно како низ капеджик. Ако сме веќе сериозно мнозинство, ја напуштаме седницата и си заминуваме, а не дзиркаме од лево и од десно што се случува внатре. Тоа е веќе за деца од градинка и тие на такви фори се смеат. Слушнавме овде дека СДСМ истурал пари. Да, ако СДСМ не истураше пари, како вашите градоначалници во Скопје ќе се пофалија со барем една инвестиција? Тоа се парите од буџетот. Како лидерот на ВМРО ДПМН ќе се пофалеше дека им нашол пари. Од каде? Затоа како попчиња потоа отиде у влада да ги потпишат договорите со кои што парите од владата ќе ги користат за инвестиции во општините на град Скопје. И тоа е добро, затоа што така треба. Тоа е добро и благодарение на тоа кај мене во аеродром ќе има нова градинка. Не благодарение на Тимчо Муцунски. За благодарение на владата. Рековте дека СДСМ само истурал пари. Да, истура пари не ковашајки, затоа што на стиропор шајки не се коваат. Но денеска имаме точка на дневен ред субвенции. Реков, може би по трет пат ќе се изгласаат. Ние, да не се повторувам со соговорникот од мојата советничка група, точката ќе ја поддржиме. Извештаите за работа не ги поддржуваме затоа што извештаите се дел од работата на јавното предпријатие со амин на управните одбори и надзорните кои што вие ги избравте. Сега кажете ми како? Управните одбори ги гласаат извештаите за кои што ние како совет треба само согласност да дадеме и тоа ви одговара или не ви одговара? Или како по пример на техничката влада, ќе дадеме имиња, ама не ги гласаме. Аман тебе. Значи управните одбори вие си ги избравте, вие си ги предложивте, извештаите ги прифаќаат, овде согласност за извештаите прифатени од управните одбори не дават. Не можам да ве разберам.
Не можам, навистина не можам да ве разберам, а тежнеете да бидете на власт, веќе се заканувате, ќе видите вие после 8 мај. Ќе видиме, да. Сега, кога сме веќе кај субвенциите, тие се непопуларни, меѓутоа не е ништо ново, се неопходни. Јас овде ги имам сите одлуки од наназад, до 2010 година извадено по број, кога и како се доделени субвенции на јавното предпријатие. Сумата се согласувам дека е различна, меѓутоа и приликите се различни. Компарација во два историски периоди не смее да се направи, затоа што условите се различни. И сега, кога сме веќе тука, јас би сакала да ги повикам Даница Јованова, Елена Тренчевски, Александар Тишовски, Јулијана Штрковска-Коларик, Адмир Али. Тоа се членовите на надзорниот одбор да ни кажат како јавното сообраќајно предпријатие работи. Би сакала да го повикам Горан Илиевски, кој што вие го избравте, тој е од редовите на ВМРО ДПМН. На седницата не се поканете и не спомнувајте имења на имаме измени во законот за установи, треба да ги повикате. Горан Илиевски, кој што е председател, Даниел Ковачев, Маријан Костадиновски, Боби Стојановски, Благоја Грозданов, Горан Фидановски, Емил Јанчески, Арлинда Јакупи, единствена жена, Шпетим Рамадани, Златко Јанковски, Марко Димитровски и Милан Јанакиевски. Родов баланс пар екселанс. Ама комисијата овде ни работи со полна парија и со полн капацитет. Забелешки на ваквиот состав немаат, на комисиите каде што членуваат освен својата не одат. Така да околу објективноста и околу моралот малце дигресија правам. И сега веќе, бидејќи тие личности ги немаме, јас ќе го прашам директорот, дали тие луѓе добија надоместок за своето присуство на управните и надзорните одбори во текот на месец декември? Сигурно добиле, ама вработените плата не добија. И за тоа сме ние денес тука, да ги изгласаме или да не ги изгласаме, тоа со гласање нели се одлучува, ни се потребни најмалце 23 гласа и на нас е оставено сето тоа. Да завршам. Бидејќи беше спомнато дека има поднесувано барање за нови линии. Да, тие се потребни, меѓутоа е потребен и нов концепт на јавен градски превоз, она што упорно мнозинството 2 години одбива да го прифати. Тоа е проектот за брз рапид транзит, за кого што повторно владата истори пари, даде гаранција за да Европската банка за обнови и развој одобри кредит од 70 милиони, со кој што освен нов концепт на јавен градски превоз, ќе имаме и нови автобуси без кредитно задолжување, а можеби ќе имаме и бесплатен превоз во етапи, како што еден млад советник овде милуваше да каже на почетокот од мандатот. Да, бесплатен јавен превоз во етапи ние веќе имаме оддамна, затоа што 70% од корисниците и сега користат бесплатен градски превоз. Да не повторувам, ние одлуката ќе ја поддржиме. Благодарам.